Почитувани присутни, почитувани гости, добродојдовте на промоцијата на книгата Дејноста на Македонската револуционерна организација во Пијанец од создавањето до крајот на Илинденското востание. Автор на книгата е нашиот сограѓанин Спиридон Митевски. И на оваа промоција јас повторно ќе потенцирам дека како библиотека секогаш се радуваме кога на полиците на библиотеката ќе има нов наслов, меѓутоа задоволството секогаш е поголемо кога на полиците на библиотеката ќе се најде дело од наш роднокраен автор. Како што кажува самиот наслов, во книгата се зборува за Македонската револуционерна организација и борбата на нашиот народ за слобода и тоа во нашиот крај, односно во Пијанец. За дејноста на Македонската револуционерна организација има напишано мириадници дела кај нас и во светот. Но за дејноста на Македонската револуционерна организација во Пијанец се чувствува празнина, иако областа била активно вклучена во ослободителската дејност. И населението во Пијанец било со слободарски дух. Во сите населени места во Пијанец, каде македонците биле мнозинство, се формирале комитети на организацијата со голем број на активни членови и помагачи. За содржината на книгата ќе оставам да зборуваат авторот, промоторот и рецензентот. Јас само ќе кажам дека јавната локална библиотека Илинден има уште две дела од авторот, тоа се стихозбирката Пат и Немир и монографијата Панчарево. Професорот Спиридон Митевски е роден на 26 септември 1947 година во селото Панчарево. Основно образование завршил во родното село, гимназиско образование во Делчево, а дипломирал историја на филозофскиот факултет во Скопје. Се вработува во гимназијата во Делчево како професор по историја, а во 2003 година е избран за директор на училиштето. На таа должност останува се до 2009 година. Политички е активен како член на Либерално-демократската партија, бил председател на огранокот еден мандат, биран е и за член на Советот на општина Делчево од 2001 до 2005 година. Во 2011 година се пензионира и продолжува да работи и да твори во Делчево. Професоре, јас ќе кажам нешто лично. Дел од моите корени, како и вашите, се од село Панчарево и навистина се тоа што вие го пишувате во книгата за оваа село и е поврзано со Македонската револуционерна организација, мене ме прави и горда и среќна. Секоја чест за вложениот труд сте собрале многу податоци, многу настани на едно место во една книга, податоци кои денеска тешко можат и да се најдат и би било штета доколку не се соберени и не се зачувани. Од име на јавната локална библиотека Илинден ви посакувам многу успех со оваа дело и уште многу нови дела и уште многу нови промоции. А сега му давам збор на промоторот на книгата, Ванчо Новоселски, професор по историја и советник за образование во општина Делчево. Повелете. Благодарам, директорка. Почитувам господине Спиридон Митевски, автор на книгата, односно на трудот дејноста на Македонско револуционерната организација од во Пијанец од создавањето до крајот на Илинденското востание. Почитувани присутни, почитувани гости. Чест и задоволство ми е да бидам промотор на еден ваков труд кој што податоци се изнесуваат за прв пат. Знаеме ние дека за Македонско револуционерната организација има повеќе трудови и повеќе податоци, но податоци токму за Пијанецот, за времето на делувањето на Македонско револуционерната организација, токму во Пијанецот и Варишевијата се потрудил авторот Спиридон Митевски да ни достави, за да бидеме и ние горди на она што се случувало во тој временски период во нашиот регион. Улогата на Македонско револуционерната организација во Пијанец, дејноста на Македонско револуционерната организација во периодот од создавањето на организацијата од 1893 година со крајот на Илинденското востание 1903 година е период во кој доаѓа до целосен израз на слободарскиот дух на населението во Пијанец. Тоа целосно се сопаѓа со целите и задачите на организацијата за ослободување на Македонија. Овој труд ја осветлува работата на Македонско револуционерната организација во Пијанец, но и улогата на населението во Пијанец во дејноста на организацијата. Села каде се одвивале значајни активности на Македонско револуционерната организација или ОВО, тоа ќе биде предодредено да биде внатрешен пункт од каде се делело пратки кон Разловци, Виница и Кочани. Панчарево било
предодредено место од кое ќе се врши координација на активностите на македонско-револуционерната организација во регионот. Познати личности со кои соработувале Гоце Делчев во активностите на македонско-револуционерната организација ќе биде Тошо од Илиово, браќата од фамилијата Вчковци од Рамче, Трајчо Манчов Панчарево, Стоица Чорбаџински Панчарево, Никола Малешевски Берово и други познати. Извори кои биле користени, односно кои ги користел авторот, се извори литература од познати домашни и странски автори. Во 136 страници авторот изнел многу важни податоци за улогата на македонско-револуционерната организација и улогата на Гоце Делчев во активностите во Пијаниц и Малишевијата. Во самиот труд авторот има објавено 17 фотографии на познати личности и села каде и кои учествувале во активностите на македонско-револуционерната организација, како и 5 шифрирани писмици. Како сведоци за престојот на Гоце Делчев во Пијаниц, во селото Панчарево, е баба Магда Поповска, керка на Митко Газдевски, член на селскиот комитет. Податоци во кои што ќе ги дадат пообширно, тоа ќе бидат и рецензентот и авторот на книгата. Јас ќе направам едно кратко резиме. Втората половина на 19 век носи значајни промени во Пијаници и Малишевскиот крај. Се почувствувала една голема побуда и нетрпеливост кај македонското население од отоманското робство. Таа состојба била пропратена со бројни бујни востанија кај подчинетите балкански народи кои имале подршка од некои западноевропски земји и Русија. Сето тоа имало одраз и во Македонија. Тоа во почетокот довело до зголемување на отпорот изразен преку засилено ајдичко движење во планинските предели во горните текови на реката Брегалница. Сето тоа се изведувало за време на источната криза од 1875 година до 1878 година. Во тоа време доаѓа до кревање на Разновечкото востание 1876 година и Македонско-кресенското востание 1878 година, каде најпознат деец бил дедо Ило Малишевски. Се покажало дека на зголемениот стремеж за слобода му недостасува поголема организираност, масовност, национална свест за ослободување и вооружување. Кон крајот на 19 век македонскиот народ ќе пристапи кон надминување на овие недостатоци преку создавањето на македонско-револуционерната организација во 1893 година во Солун. Дејноста на македонско-револуционерната организација во период од создавањето се до крајот на Илинденското востание е период во кој доаѓа до целосен израз на слободарскиот дух на населението во Пијаниц, во сите тие населени места во Пијаниц, каде македонци биле мнозинство, се формирани комитети на организацијата со доста голем број на активни членови. За ширењето на активностите на македонско-револуционерната организација во Пијаниц непосредно се поврзува со Гоце Делчев, кој прв пат дошол во Пијаниц во 1894 година преку Илиово со цел формирање на селски комитети на организацијата и снабдување со оружје. Јас не можам да не прочитам еден дел кој што е многу значен во еден период кој сега што се наоѓаме, интересен, а што се однесува до вооружувањето на македонско-револуционерната организација. Па вака вели авторот: вооружувањето на народот со оружје ќе биде една од најтешките задачи што никогаш нема да престане. Оружје немало никогаш доволно. Некои во организацијата мислеле дека лесно ќе се најде оружје, ќе дадат соседните држави, а посебно било очекувано од соседна Бугарија. Повнимателниот посовестен дел од членството биле свесни дека давање оружје без концесија нема. Гоце Делчев по однос на тоа прашање бил децидно против. Ако Бугарија ни даде оружје, тоа нема тоа од љубов да го направи, туку таа ќе бара големи отстапки. Ако тоа го направиме, ние веќе нема да бидеме самостојни и независна организација. Колку и да е тоа тешко, тој бил за зачувување на самостојноста на делото, кој го поддржувал народот. Преовладувала, определва сами да си набават оружје со купување колку и да немало средства. Тоа е едно кратко резиме кој што
едно кратко резиме во кој од формирањето на Македонско револуционерната организација па се до крајот на Илинденското восстание, каде се и слободарскиот дух се појавува и Бопијанеци во Малишевијата. Јас да му се заблагодарам на професорот Спиридон Митевски, кој успеал во овие повозрастни години, пензионерски години, да создаде ваков труд во кој имаме податоци кои стварно треба да се гордееме и стварно секој чест и му посакувам многу здравје и уште еден труд, два, па после да оди во пензија. Благодарам. Со нас почитувани присутни е рецензентот на книгата, магистер Никола Савев, почени професор. Повелете, професор. Имав чест да бидам поканет, да бидам рецензент на делото на колегата Спиро. Инаку, навистина ме изненади позитивно, предходните говорници веќе кажаа нешто, да го истакнам тоа што на овие години тој е толку плодотворен, толку истрапен, толку сестран во истражувањето и обяснувањето на одредени факти. Фактите ние малку ги знаеме, а најмногу се зборува тука за организационата улога на Гоце Делчев и неговите посебни задачи, особено делувањето на теренот во кој живееме, односно градот Делчево, кој го носи неговото име. Да се истражува делото на Гоце, неговата активност за еден мал временски период како историски, но голем по своето значење. Тој период ние велиме дека е револуционерен, но периодот изобилува со многу активности. Сестрани активности на Гоце Делчев, неговите контакти со местните комитети, неговите контакти со местното население, но контактите ние малку ги знаеме, веројатно од литературата нешто повеќе знаете и вие, дека он мора да контактира дури и со дипломатски представници во Солун и така натаму. И дека неговото дело за да се истражува е неисцрпно. Колегата Спиро се потрудил овие детали да ги истражи, да ги смести кај што им е местото, да им даде актуелност во времето во кое ние живееме и се разбира да придонесе за поголемата или она најголема вредност на делото на Гоце Делчев. Ако Гоце бил член на Централниот комитет на тајната македонска револуционерна организација, тој морал да се бори. Морал да се бори и за ослободување од турскиот јарем, за независност, прво за автономија на Македонија, но морал да се бори и против разните штетни влијанија, како што е врховизмот. И се разбира, колегата Спиро тоа одлично го обработил, особено поврзувајќи го делото на Гоце Делчев со широките народни маси. А да се поврзи тоа револуционерно дело, револуционерната организација со широките народни маси, да ги подготви за една пресудна борба, за спремност и борба, треба многу елементи. Тука се зборува и за наоружувањето, но има многу други елементи. Има елементи во кои се зборува и за јачината на таа организација, за незината историска функција, за незината историска улога во тоа време. Се разбира да се одбрани и од туѓите влијанија што попатно им пречеле или им попречувале на остварувањето на идеалите за ослободување. Така да секоја чест на колегата Спиро што придонесе со неговата книга да дополнително се увеличи делото на Гоце Делчев, се разбира во периодот што со гордост го носи. Сигурно дека колегата Спиро со оглед на здравјето и неговите можности ќе продолжи да истражува, да листа и така натаму. Веројатно, истражувајќи за ова дело, он наишол на многу други документи и му пожелувам во скоро време, колку ќе може, колку што ќе служи здравјето, да
уште нешто во оваа смисла или дополнително што ќе го осветли револуционерното дело на Гоце Делчев. Така да со гордост ние знаеме од факултет со него, но со гордост можам да кажам дека малкумина се како него денес да се посветат толку исцрпно, толку темелно да ќе истражат овие елементи на делото на Гоце Делчев и неговите соработници. Тој ги открива така наречените први луѓе на селата овде, но и предани на револуционерната организација. Тие што им верувале дека организацијата на вистина треба да го оствари својот идеал, а тоа е слободата на Македонија. Јас му пожелувам и здравје и успех во понатамошната работа и можам да го бројам во малките великани на ова време што се бават со ваква истражувачка дело. Благодарам. Дел од книгата пред вас, почитувани присутни, ќе прочитаат ученици од Средното општинско училиште Методи Митерски Блицо и на некој начин наши соработници, тоа се Магдалена Георгиевска, Ива Ивановска, Теодора Тодоровска, Андреја Димитровска и Сара Ангелова. Повелете. Македонско-револуционерната организација по нејзиното создавање во 1893 година започна да се шири во цела Македонија. Нејзиното ширење во Пијанец се поврзува со враќањето на Гоце Делчев назад во Македонија по неговото исклучување од военото училиште во Софија. Гоце Делчев многу работел на територијата на Пијанец и жителите, уште од самиот почеток, имале голема доверба во него и му пружале силна поддршка. Ширењето на организацијата во Пијанец се одвивало од Кравец на Виница и Кочани, а потоа и од Малешевијата. Во 1894 година Гоце Делчев тргнал кон Бугарија. Од Штип дошол во Виница, каде што преноќил. Продолжил преку Илиово до Дранче, па со наши луѓе преведен преку границата во Бугарски Ветрен, каде преноќил во куќата на Петар Димитров. За ова патување подоцна пишувал и Пејо Јагоров, првиот биограф за Делчев. Во 1895-96 година селски комитети на Македонско-револуционерната организација имало формирано во Нов Истебник начело со Николча Никовски и во Разловци начело со Коле Манчовски. Подоцна биле формирани комитети и во село Работилиште, Вирче, Царево село. Есента биле создадени комитети во Вратиславци и Црквенец. Нешто подоцна и во град Горно Двегор, Бигла, Габрово и Стамер. Во тој период Гоце Делчев ќе посети поголем број од новосоздадените комитети, се со цел да ги охрабри и насочи во понатамошната работа. Во Пијанец се кренало Ретровечкото востање. Војните дејствија се завршиле со Берлинскиот конгрес од 1878 година. Со одлуката на конгресот, Македонија останала под турска власт. Во непосредна близина на Пијанец била воспоставена нова граница која никогаш порано не постоела. Пијанец станал погранична област во новосоздаденото кнежевство. Со тоа, положбата на населението уште повеќе се влошила. За теророт и убивањата во Пијанец пишувал австрискиот весник Политише Кореспонденс на 30 март 1879 година. По неколку месеци од враќањето на турската војска во Пијанец биле убиени 128 души македонско население од овој крај. Рускиот весник Нова Евремја на 17 април
1879 година соопштува дека во селото Панчарево турците убиле 12 лица и на нож од пушка набила 3-годишно дете. За лошата положба во Пијанец пишува и бегалецот Емил Делавле во својот труд Балкански полуостров. Тој соопштува дека разбойниците ги тепале и краделе селаните. Куќите им ги ограбувале и палеле, а жените ги силувале. Пијанешката област била толку многу напаѓана, што половина од селата биле разрушени. Меѓутоа, народот тука бил со силен слободарски дух, кој се гледа уште во периодот на ајдуството, со појавата на дружините на Румен војвода, Стојмен, Кајмак Стојна и најпознатиот меѓу нив, дедо Илјо Малешевски. Брегалничкиот дел на Пијанец, кој е предмет на овој труд во периодот на создавањето на Македонската револуционерна организација до задушувањето на Илинденското востание, прави обиди за опишување на настаните во тој период. Работата на комитетите тука била строго централизирана, така што само старешината го имал списокот на членовите или едноставно ги знаел имињата. Начинот на работа, поради тајноста, бил така организиран да се знаат што помалку имиња, особено меѓу самите членови. Ако падне во рацете на турците да не може да оддаде поголем број на членови, кога ќе биде подложен на измачување. Во преписката што се одвивала меѓу членовите, ретко се споменувале нивните вистински имиња. Некои од нив се познати под псевдонимите што се користеле за нив. И читателите и авторот се во двоумење кога се работи за одредена личност. Дали е тоа неговиот псевдоним или вистинското име? Ке споменам два примера. Тошо, начело на комитетот во Илиово. Немало преноска кон Виница, Почани или Разловци, за кој тој не знае и во кој бил главен извршител. Но кој е Тошо? Не се спомнува неговото презиме ни од кое семејство потекнува. Како втор пример ќе го споменам Мите. Мите бил начело на пунктот во Владимирово. Бил голем борец и организатор на преносот кон внатрешноста на Македонија. Се до неговото убиство од турците. Освен Мите, за него друго не се знае. Во некои комитети се познати повеќе имиња, во некој само по еден, а во некој не е познато ниту едно име. Во комитетите во Пијанец имало организациони членови, курири, старешини на селски пункт и активни членови. Забразаното и легално пренесување на оружје од Бугарија во почетокот на 1895 година не можело да се скрие од очите на турците. Затоа биле свесни организаторите на транспортот на оружје и извршителите. Организаторите се обидувале максимално таа работа да ја извршуваат тајно и да не бидат фатени. Првото фаќање на пренос на оружје се случило во април 1896 година при претрес на трговецот Тончо Стојанов од Штип, кој пренесувал ориз од Кочани за Битола. Во вреките со ориз турците откриле скриени бомби. За ова бил испрашуван и самиот Гоце Делчев, кој бил во Штип. Бидејќи ништо не одговорил, бил пуштен. Претресите, апсењата и прогоните не го одминале ни Пијанец, иако не било ништо откриено. Исплашеното население во Пијанец одново започнало да бега преку границата за да се заштити од турскиот терор. Поради големиот број бегалци во Кюстендил, била формирана комисија за прифаќање на бегалците, начело со Димитар Поп Георгиев Беровски, а таква имало и во Дупница. Во првите 3 до 4 месеци во Кюстендил пристигнале бегалци од Истевник 35, од Панчарево 24, од Бигла 10, од Работивиште 11, од Разловци 5 и од Царево село 4. Во Дупница побегнале од Панчарево 18, од Работивиште 3, од Разловци 2 и од Бигла 1. Во втората половина на 1900 година дошло до провала на Малешевскиот канал. Во провалата бил вмешан човек од Бигла, кој извршил предавство на луѓето кои пренесувале оружје. Потоа се случила Ветренската провала, за која дознаваме од шифрираното писмо од 4. мај
1901 година испратено од Никола Малешевски, во кое Делчев му пишува како дознал за настанатата состојба. Преминот и престојот на апостолот на македонското револуционерно движење, Гоце Делчев, во Пијанец во неговиот крат и борбен век, бил доста чест. Неговата 9-годишна револуционерна дејност била присутна цело време во Пијанец. За негово патување и престој во Пијанец пишува Христо Настев Ицо во неговите спомени. Според него, тоа се случило за време на великденските празници, во 1895 година. Посетата била нелегална. По враќањето од Софија, каде Гоце Делчев се сретнал со представници на што току формираниот Врховен македонски комитет, во почетокот на февруари 1896 година, тој доаѓа во Штип. По обиколката на новоформираните комитети во Малешевијата, Делчев доаѓа во Панчарево во придружба на Трајче Манчев. Нема податок за точниот датум на престојот, но ако се има предвид дека учителот имал обврски, во училиштето оваа турнија можела да биде само во втората половина на декември. Во Панчарево бил подетално информиран за пограничните пунктови кон Горна Џуманија и Кјустендил. Тој особено се интересирал за состојбата во Пијанец, како пограничен реон кон кнежевството Бугарија. Делчев од Панчарево дошол во Нов Истебник, а со голема веројатност и во Дработивиште, за наредната вечер да биде во Разловци, каде ноќевал. Наредниот ден дошол во Царево село. Кратко се задржал и попладнето преку Бигла дошол во Илјово. Потоа од Каменица преку Луковица во Драмча. Вечерта бил илегално преведен преку границата во Ветрен. Се задржал подолго во Дупница и Софија. По истиот пат се вратил назад и преку Илјово и Виница стигнал до Штип во првите денови на февруари 1896 година. Сите тие посети на комитетите во тие места биле со стремеж тие да имаат раководната улога во македонско револуционерното движење. Ви благодарам, девојки. А сега за крајот промоцијата му давам збор на авторот на самата книга, професор Спиридон Мидески. Повелете. Почитувани присутни, дами и господа. Но големо благодарам за присуството на промоцијата на оваа книга. На почетокот сакам да изразам голема благодарност на спонзорите кои помогнаа оваа книга да се отпечати. А тоа е Општина Делчево, потоа Сдруженијето на пензионерите Делчево и Брегал Доел Делчево. Почетокот на моето излагање би го започнал со зборовите: убаво е да се ја знаеме македонската историја заради нас, но и поради тоа што од сите страни сме негирани, непризнавани и прогонувани. Но кога велам да се ја знаеме нашата историја македонска, ја истовремено мислам и да се ја знаеме локалната историја. Историјата на македонскиот народ е како еден голем мозаик, составен од многу камчиња. И доколку ги нема камчињата од локалната историја, тој мозаик не е целосен. Кога дојдов јас на работа во Делчево, за локалната историја имаше многу малку напишано, или тогаш се правеа првите чекори. Најпрво излезе од печат монографијата за Делчево од покојните Димитар Христов и Драган Расовски. Потоа излегоа и други трудови. Така се појави трудот за Разловци.
на познатиот наш, повеќе би рекол музиколог Узунски. Потоа се појавише неколку книги на Драган Арсов, на Благој Стојчовски и некои други. Во локалната историја јас видов можност да дадам свој скромен придонес во расветлување на одредени настави. Тоа не може да го правам додека бев на работа, бидејќи претходно имах и други обврски, така да тоа може да го направам после моето пензионирање. И најпрво што почнав да истражувам и да пишувам беше за моето родно село. Некако чувствував долг према луѓето од моето село и затоа ја напишав монографијата Панчарево, објавена 2016 година. Како хоби се баве со поезија и во меѓувреме потоа издадов 2 збирки. Но истовремено веќе работев и на овој труд што денеска му вршиме промоција. Периодот за кој се зборува во оваа книга е последните 4 децении од 19 век. Овој период може да се подели на 3 периоди. Првиот период може да се каже дека траел некаде до Берлинскиот конгрес 1878 година. Вториот од Берлинскиот конгрес до создавањето на МРО и третиот од создавањето на МРО до крајот на Илинденското востание. Втората половина на 19 век се карактеризира со значајни промени и во Македонија и во Пијанец. Тие промени биле поради тоа што настанале значајни промени во самата Турска империја. Таа се повеќе слабеала, а во неа се повеќе навлегувал европскиот капитал. И европскиот капитал и Турција го засилиле своето експлоатирање на населението. Така да речеме, европскиот капитал од Македонија земал ефтини суровини, а враќал готови производи по многу повисоки цени. И на тој начин ги експлоатирал луѓето. Пропаднало за нечистото манифактурното производство кое го имало во Македонија. Положбата се влошила прилично многу. Згора на тоа се појавили неколку сушни години, кога селаните се нашле во тешкоти да обезбедат жито за да ги прехранат семејството. Зачувана е една поговорка во селата од Делчево на Саса, каде што луѓето кои оделе кога немало жито дури во Дупница или во Ќустендил, која гласи: ако се кала, кале, ако се праши, праши, да посееш повеќе се мисли, за да не одиш во Дупница од Купница. Значи, требало во оваа Дупница да се набава жито. Вториот период, овој прв период кој е прилично познат, се засилува едуцкото движење, доаѓа до кревање на разборечкото востание, создадена е двомесечна слободна територија во Пијанец, за која пишуваат повеќе автори, меѓу нив да речеме покојниот Љубен Лапе, академик, нашиот селанец од тука, Благој Стојчовски. Попатно на тој период се задржуваат и други автори. Вториот период, кој почнува по Берлинскиот конгрес, е период
Исто така на многу значајни промени. Турската војска, враќајќи се во Пијанец, правила страшни зулуми на македонското население. Затоа тие биле принудени да бегаат преку дебаркационната линија, бидејќи се уште не била успоставена званична граница меѓу Княжество Бугарија и турската држава на територијата на княжеството. Но имаме и обратно бегство на население. Турско и муслиманско население од Бугарија по воспоставувањето на княжеството бегало натре кон Турција. На територијата на Пијанец навлегле многу муслимани и турци од Бугарија. Но такво население бегало и од Србија и од Босна и Херцеговина, која во Берлинскиот конгрес била дадена на управување на Австро-Угарија. Турција тешко можела да им помогне на тие граѓани и тие сами се снаоѓале, а најмногу барале од местното население во Пијанец, тие што се нашли на територијата на Пијанец. Овие бегалци се познати во Македонија како мухаџири. Еден дел од нив потоа заминале во други краишта на Турција и Македонија, но еден дел останале во Делчево, направиле своји куќи и тука продолжи да живеат и се познати како маџири. Оттаму кај нас доаѓа и Маџид Маа. Во овој период, иако се чини дека е релативно мирен, теророт на населението не престана. А од друга страна, слободарскиот дух кој се појавил уште пред тоа не згаснува кај населението. Во третиот период, на кој е посветен овој труд, е периодот, реков, од создавањето на Македонската револуционарна организација. Некако интересите на организацијата и на населението се подударали. И затоа не е ни чудно што масовно ја прифаќале организацијата во Пијанец и се приклучувале. Ширењето на организацијата во Пијанец е поврзано со дејноста на Гоце Делчев. Кога дошол тој за учител во Штипско Ново село, за разлика од другите, се определил на ширење на организацијата и во селските населби, не само во градските, како што било дотогаш. Тој неуморно патувал од село до село, од град до град. Имал неверојатна харизма, неверојатна тарба за комуникација со луѓето и за нивно придобивање да работат за организацијата. Многу лесно ги придобивал на своја страна трговците, пазарџиите кои оделе во Штип, родителите на децата кои оделе на родителски средби и така натаму. Уште при крајот на 1894 година прв пат поминал преку Пијанец. Бил преведен од луѓе на кои им бил познат патот за одење до Ѓустендил, на пазар и враќање назад. На пазар во Ѓустендил и во Дупница уште повеќе се одело од овие села. Додека од горно пијанечките села, повеќе се одело во Горна Џумаја тогаш. За тоа патување пишува Пеју Кјавор, бугарски поет, кој вели дека Гоце Делчев бил облечен во селска облека и патувал легално, но во многу студени услови, некаде пред Нова година 1894. Така да дури и настинал лошо при тоа патување и имал долго време последици од тоа.
Неговата работа била насочена наредата 1895 година кон ширење на организацијата во Пијанец. И како што прочитаа учениците, тоа ширење одело од Кочани и од Виница према Велчево. Тој ги задолжил во Виница Спиро Ампов и Ѓорѓе Јованчев, како и Тоше од Илјово, кој со кога се веќе знаел, да формираат комитети во селата во Долни Пијанец. Летото ја посетил на Лешевијата. Се задржал во повеќе села и разговарал за создавање на комитети во тие села. Тој бил помаган од останатите учители. Така десна рака на него му станал учителот Трајчо Манчев, кој бил учителот во Панчарево, но покотекло од Ново село Штипско. Трајчо се запознал со него за време на раскусот полугодишен, бил придобиен за организацијата и потоа работа за неја. Гоце Делчев уште при крајот на годината дошол да ги посети новоформираните комитети во Горни Пијанец и во Малешевијата, но наместо да оди од Панчарево преку Лешко за Кюстендил или за Горна Џумаја, тој се определил да ги посети и другите комитети во Пијанец. Па така дошол и во тогашно Царово село, а потоа дошол од тука во Илјово, а наредниот ден во Каменица, Луковица и преку Вратиславца отишол во Бугарија. Коце уште при тој престој разговарал и каде постојат можности да се направат канали на организацијата за пренесување на оружје. Тој пред себе имал една визија што понатаму треба да се работи и сите ги поттикнувал во тој правец. Но за да се формираат каналите, требало да има организирани луѓе кои ќе работат на тие канали, оддани луѓе, смели луѓе. И затоа бара да се изгледат такви луѓе. Тоа биле првите курири. Се започнало со пренесување на писма. И да речеме за чуване податок дека првото писмо од Штип за Кюстендил го пренел Ангел Винички, или познати како Божанин по името на неговата мајка. Подоцна Ангел Винички станал еден од главните курири на организацијата. Потоа се појавили и други курири. Така, најпознати курири станале Стојца Чорбависки од Панчарево и Глигор Зверката од Будинарци. Глигор Зверката и Стојца биле повеќе курири на организацијата отколку на селото. Сите писма од Централниот комитет до Пограничниот комитет во Софија ги донесува во Панчарево лично Глигор Зверката. Зверката му е надимак. А понатаму ги продолжувале да ги пренесуваат панчаревци и другите до Софија. Набрзо дошло и до познавање и проработување на каналите. Првиот канал кој проработил е каналот преку Илјово, кон Ветрена, кога сме кај Ветрен да кажам дека со воспоставување на границата оваа село од растурен тип било поделено на Бугарија и на Македонија. Така да за тој дел што влегол во кнежество Бугарија се користи поимот бугарски Ветрен. До тука пратките во Ветрен пристигувале легално низ Бугарија, бидејќи Бугарија
на некој начин во почетокот водела на дворишна политика. Иако гледале непријател во внатрешната македонска револуционерна организација, сепак во почетокот имале некакви односи, така да не биле прогонувани. По каналите, по тој канал пишува Ицо Настоев, еден од соработниците на Гоце Делчев по потекло Ново село, дека, цитирам, кон Водици, 1895 година, Гоце Делчев сречно изјави дека сега можеме да пренесуваме и оружје до Кочани, Штип и Радовиш. Малешевскиот канал бил нешто малку подоцна успоставен, заради тоа што тука и комитетите биле подоцна формирани. Но покасно станал еден од многу фреквентните канали. Многу значаен канал е Кочанскиот, кој минувал преку селото од Кочани кон Каменица Саса до Кюстендил во Бугарија. На границата спрема Македонија, односно спрема Пијанец, имало погранични пунктови, а внатре имало преодни пунктови, како и некои по-големи пунктови. Преодните пунктови биле тие само каде што се минувало транзит на се што се пренесува. Од писма, вестници, списанија, литература, живи луѓе, муниција, оружје и така. Додека во тие по-значајни пунктови внатре, како Владимирово, Панчарево или ово, имало магазини, каде робата се складирала. Бидејќи патувањето било ноќно време, тие доаѓале, да речеме, до Илјово, тука до Битокот останува до одмори и наредната ноќ од Илјово тргнува кон друга дестинација. И да не ме многу задржува, целиот труд е поврзан со делото на Гоце Делчев. Многу чест гостин бил во Пијанецот. Некогаш по потреба, некогаш за да помогне, друг пат да предупреди и така натаму. Престојувал и поминал низ повеќе села. Најмногу пати поминал преку Илјово и Дранче. И потоа или преку Киселица, или преку Вратиславца, или преку Селник, одел за Бугарија. Најмногу преноќувал во Панчарево, а иако е забележано дека преноќувал и во Розовца, и во Илјово. Затоа и моја одлука беше оваа дело да му го посветам на Гоце Делчев, а така и пишува и во книгата, по повод 150 години од неговото раѓање и 129 години од неговото убиство. А дури и денешната промоција е во чест на 151-иот негов роден ден, што е утре. Но ние се договориме да биде тоа еден ден порано во очи на честувањето. За да не кажам јас повеќе, поубаво е вие да прочитате. Да дојдете до книгата, ја има во библиотеката, а може и да си ја набавите. Еве, јас имам толку, ако имате некој прашање, може да поведете. Ако нема, уште еднаш ви благодарам за вашето присуство. Пардон. Манов. Почитувани сограѓани, насочени по еден многу убав повод, ќе искористам приликата
да подсетам на потребата и желбата за возобновување на манифестацијата Гоцеви денови, една манифестација по која Делчево беше препознатливо не само во Македонија, туку и пошироко, бидејќи таа манифестација имаше и меѓународни димензии. Иницијативата за повторно оживување на ова манифестација беше покрената пред пандемијата, доби подршка од градоначалникот, од Сдруженијето на равноправни автори, од пратеникот Илија Генералот, што е од Панчарево во Скопје, но не успеавме заради пандемијата да ја реализираме. Ве замолувам библиотеката, установата за култура, општината, равноправните автори, еве колешката Билјана или некој друг, да свикаме еден состав на некогашните и сегашни активисти од тие здруженија, еве и колегата Спиро како историчар, познавач, бидејќи предлогот беше да еден ден од манифестацијата се одржува точно во Панчарево, кај што училиштето го носеше името Гоце Делчев, и еден ден, да речеме тука во Делчево, градот што го носи неговото име. Јас колку можам ќе се заложам. Иницијатори на таа манифестација пред многу години беа луѓе од Свегор. Имаме тука сега наш Цвегорец, историчар. Сите ве замолувам да се искоординираме, да можеме да го вратиме сејавот на таа манифестација, со која Делчево ќе добие многу во смисла на популарност во уметноста, на возобновување на традициите за научни симпозиуми, изложби, средби, детски надпревари, ликовни колонии и така натаму. Благодарам, да сме живи и здрави, да има уште многу такви труди. Скратувајќи на крајот од тоа што планирам да кажам, пропушти да спомнам дека на 13. мај 1950 година Народниот одбор на тогашна општина Царово село донело одлука да го промени името со презимето на Гоце Делчев. Од тогаш градот го носи неговото име. Ова година е 73 години откако општината и градот го носат името на Делчев. Уште еднаш ви благодарам на присуствието. Почитувани присутни, ви благодарам за присуството. Доколку некој сака да купи книга или да постави било какво прашање, нека повели кај авторот, со оглед на тоа дека промоцијата е во работно време, да ја завршиме, да ги ослободиме луѓето кои што се слезени од работа. Слободно останете со авторот и прашајте било што.